Среда, 16 август, кратки вести во 12 часот. Преку спонзорирани постови на социјалните мрежи Бугарската фондација Македонија најавува воведување на бугарска телевизија во секој македонски дом. Доделуваме онлайн телевизија за вашите смарт телевизори. Нека не контактира секој кој сака да добие пристап за следење на бугарски телевизии. Нашата цел е да им го обезбедиме тоа на 100.000 домакинства, стои во објавата. Ова е само продолжување на специјалната акција која се води на интернет за покривање на се што е македонско, а што официјална Македонија како немо да го следи. Неодамна беше објавено дека се планира отворање на 5 онлайн медиуми, а во план било и отворање на ТВ студио во кое ќе се снимаат видеа, подкасти и интервјуа. Охрид прес неодамна пишуваше и за случајот кога официјалниот домеин на некогашната медиумска гордост на Охрид, Радио Охрид, www.radioohrid.com.mk, сега е откупен од компанија со седиште во Софија, Бугарија. Ке се најде ли решение за барањата на пензионерите или формирањето на работната група ќе биде само одложување на проблемот за да се смират страстите? Ова прашање се наметнува откако вчера министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска одржа средба со одборот на пензионерите на која присуствуваше и претседателот на Охридскиот сојуз. Работната група треба да предложи решенија кои ќе бидат одржливи во однос на утврдување на износот на минимална пензија, но и за други видови на пакети мерки за помош и поддршка на пензионерите. Во сабота сите на езерското фудбалско дерби во Охрид во рамки на второто коло во новата надпреварувачка сезона во втората фудбалска лига, Струшки Караурман му гостува на Охрид Лихнидос на првиот надпревар на домашен терен за оваа сезона за рибарите. Надпреварот ќе се одигра на стадионот Билјанин Извори со почеток во 17 часот. Градскиот фудбалски клуб Охрид Лихнидос новата сезона ја започна со гостување во Куманово, каде загуби од екипата на Башкими. Во Охрид денес сончево време со мала до умерена облачност, дува умерен северен ветер, УВ индексот е 8, максималната температура до 29 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.